Здраво луѓе, и од нешто ви кажам, епизода број 3. Денеска гостинот ни е една урбана легенда, основач или коосновач на навивачката група Рибари, еден од порелевантните новинари во Охрид и собственик на најголемиот, тоест најпосетениот сајт Охрид News. Во име со Горан Момировски Момир во Шила кафе. Здраво друштво, како е? Трета емисија со ред подкаст на Имам нешто да ти кажам. Трета среќа за некого сега гостинов што ни е во емисијава, да го најавам како новинар, продуцент, публицист, иначе дипломиран менаџер, мистер Горан Момировски Момир. Еден аплауз, добре ни дојде во наше импровизирано студио во Шила. Супер вие студио. Малце тесничко, ама нема да мрдам, тесно, да, добро. Јас за мене може туше еден ко мене да застане тоа. Не ми е заради кадаров, веројатно го отворам. Да, не, ова имаме специјални ефекти за да направиме, да изгледаме ко Арнолд Шварценегер, например, во постпродукција. Сега те најавив како новинар, како публицист, како, не знам, дипломиран менаџер си. Да. За себе како ќе те прашат некоја, како ќе треба да кажеш, како се представуваш, како најчесто? Онака како што и ме познава јавноста, како новинар, тоа го работам од 94-та, како новинар скоро 25 години. Да. Сум позади микрофонот, пред, зад камера и така натаму, со многу искуство во речиси сите медиуми, традиционалните и овие популарно кажано новите медиуми, да, онлайн платформи и така натаму. Значи, една од најважните работи е, мислам сигурно си едно работите на која што си најгорд е дека си собственик на првото, најстарото, да кажам, тоест најстариот македонски портал, Охрид News, во Македонија, не во Охрид, нали? Да, значи нашата приказна ohridnews.com започна пред 13 години. Прва таква приказна, значи прв информативен портал во овој формат. Да, воопшто. Која нуди повеќе содржини, Да, значи не е само да речам политика. Навистина сум бот на таа приказна, бидејќи ден денес е таму каде што беше на почетокот. Приказна која се уште трае, е дел од навиките на охриѓани, што го прави посебно горд. Приказна која се развива низ годините нормално како секоја друга приказна, подеми, падови и така натаму, меѓутоа таму сме на оној пат кој го трасиравме уште во таа 2006-та. 2006-та. Претходно малку да вратиме, кажа, 94-та се занимаваше кон Среќна нова година. Среќна нова година, за многу години ќе се послужат после ќе спремат. Кажи ми, значи 94-та кажа дека си новинар, мислам се занимаваш со новинарство по медиуми. 94-та почеток, значи тогаш се сретнав за прв пат со новинарството и тоа со сериозно новинарство во тогашното МСБ радио. На сега, за жал, покојниот Борис Георгиевски и не е помеѓу нас, меѓутоа многу новинари во градот ќе го памтиме по тоа што го направи за новинарството и за медиумите воопшто во Охрид, пренесувајќи го несебично своето огромно искуство како уредник своевремено на Радио Белград, новинар со искуство во работа во повеќе медиуми, воопшто не се штедеше да не воведе во водите на новинарството. Так, тоа е еден од виновниците што сум дел од оваа приказна. Да, така, како започна, мислам, случајно, бидејќи си пред да си моја на факултет. пријателка водеше емисија на спомнатото радио и усмуваве, знаејќи мојата пасија кон спортот, кога имаме потреба. Значи како спортски ствари влезе со спортска приказна. Да, така, започнав со емисија за спорт, траеше успешно неколку години. Тогаш уште имаше војска, па одев војска, да. И повраќањето останав во спортот, меѓутоа го променив медиумот, почнав со работа во локалната ТВМ, заедно со Спаско Костовски. Јас бев експерт за серија, кој беше најака. Да, Спаско коментираше NBA и бевме супер екипа, имавме на спортско прегледче во сабота, односно во понеделник во 27 часот. По колото. Да, секогаш во секој понеделник емисија која
така спортски малку го дрмаш Охрид, да. И прпосетме на Касандра тогаш, што само Тоа тоа се беше, гледаше. дојде во Охрид. Да. Година. Во врвот на популарноста и Да. беше најпосетениот митинг На Касандра и Ранду. Да. А, За После- хроники настани во секој случај. Да, За да. мемуари, да. една од приказните сигурно тоа што беше најактуелна во сите медиуми. Апсолутно. Дури концерт направи во Скопје на градски. Така, За жал пополна можда и попосетен од некоја такмица на Вардар со не знам, или на некој Ботнич. концерт на наша страна звезда, Така, ги имаме да. квалитетни така натаму. Да. После од ТВМ Од ТВМ патот ме однесе во Супер Радио, работам во информативна редакција таму и јас започнав мојата дописничка кариера, долга рече си 20 години во телевизија Телма, како дописник од Охридско-Струшкиот регион. Попатно соработував, значи дополнително со агенцијата Маквакс, кога беше профилна агенција, сега е нешто помеѓу портали така натаму, нормално изменети се времињата и состојбите. Пишував за Нова Македонија, пишував за Утрински вестник и други помали поголеми проекти, меѓутоа во глобала тоа е од Телма од 2002 до 2019. значи ја заврши таму. Да. Во Телма за сега кариерата. Да, Во мирување. сосема сум посветен на мојот проект и нашите проекти кои произлегуваат од приказната од фабриката на Охрид Ньюс, значи информативниот портал и новото чедо Experience Охрид, кој ќе биде промовирано на годишната ревија на настани на 24 овој месец, специализиран вебсайт на англиски јазик за посетителите во Охрид подобро да не запознаат. Да, супер. Вака, пред да ги подсетиме, мислам и за тие датуми да кажеме што ќе се случуваат. За Охрид Ньюс ме интересира како 2006-та, така 2006-та година тогаш 2006-та во очи уште празник пред- Свети Климент, да. пред да започна да кажам та интернет треска во смисла Да, се во уште не периодот беше на ние ја разработувавме таа приказна со Никола Главинчевски, програмериња. Во Македонија тога статистиката покажуваше дека само 11% од купното население користи интернет. интернет. Тоа уште беше она со dial-up ако се уклучи. Да, лап малку беше порано, тогаш Да. почнуваше нешто ADSL, Веќе мислам почна, така, да, меѓутоа да. во секој случај беше мачно да Мачно. спуштиш некоја информација од НБ или од серија, требаше чекаш денес пушти Да. за во понеделник, пушти за во сабота се спремни за утакмица, да ќе спуштиш информација. Добро, шега на страна, значи кога почнувавме нашата приказна, многу малку корисници имаше на интернет, се уште луѓето ги индерува или ги почитуваа повеќе традиционалните медиуми, телевизијата, радиото, вестниците Вестник, беа да. им така да Уште многу тешко да се искорени тој вестник од некој кој ќе му речеш, особено од постарите генерации дека брзо се променија работите. Да, се промени, значи, ама од тогаш беше- наваму, речи си дали на семејство во кое интернетот Да, не е да, достапен. Најмногу луѓето користат информации од интернет, од разните онлайн платформи, дали се тоа специализирани и информативни портали или социјалните мрежи кои се мощно популарни сега и кои луѓето навистина ги прават, секој човек го прават новинар, веќе секоја информација, фотографија, некаков настан, достигна на социјалните мрежи денес е и пост информација. Сега спомнавме предходно нешто, значи 2006-та 13 години, сега значи саботата на 7-ми. Да, на 7 13 септември години во Охрид очи Ньюс. празникот Свети Климент Охридски, патронот на градот. Тогаш официјално беше емитувана онлайн првата информација, работевме интервју со Владимир Четкар. Многу интересно, секогаш го цитирам, значи имаше неколку реченици посветени на Охрид тогаш од тој аспект од 2006 година дека нашиот цивилизацијски код не заслужува однос кон градот како што го имаме и за жал можам да констатирам после 13 години дека се уште не заслужува Охрид ваков однос како што имаме кон него во одредени области. Истомито сме сите свесни за тоа, ама многу малку правиме да се променат работите. Да, ни треба и простор, мислам, и за
Се да кажам за действувањето, претходно ги прашав сите за тој да се трне од негде, например, като МКЦ, Младински културен центар за младите, за да се почита некое такво уметничко капче кај што младите ќе може да творат, да алтернативна сцена е создаваат секогаш потреба, не е таа опасност за никого, Да. да не знам како разбираат луѓе кои Секогаш е нешто со занимаваат се конкуренција, култури кој, да. кои носат одлуки Да. нели нормално како треба да се развива, кои прават културен живот во овој град. Имаме еден центар за култура таков како што е единствен објект кој ние далеко не ги задоволува потребите на едно современо живење и действување, битисување во култура. Така моли да зборуваме за една алтернативна сцена, ама за среќа па има некоја нова енергија, млада, како што сте вие дел од оваа актерска екипа во Народен Да. театар, ама и дел богами и од угостители, не знам, разни општествени работници кои имаат чувство, сенс, Да. имаат место кај што се наоѓаме сега, значи, Да, тоа е шула многу едно важно. алтернативно културно каче, не знам, имате некои други такви објекти, но тоа во секој случај не е доволно, не треба да се задоволиме Точно, со точно. сето тоа. Особено сепак Да. се окрит некој кај што Точно. традицијата, историјата е Апсолутно, за културата врат на на култура, прво врат да. на Охридско Да. лето, имаме фестивал со 6 децени традиција, Тоа е една приказна незамисливо во денешно светска, време, така да која немате алтернатива ако ви заврне за отварање на Петровден на Антички театар. Така, Вака, сега мислам 13 роден ден, на опени спомнавме, 7 декември, а некако во декември настаниве се поклопве, мислам, ево, конкретно за тебе и за Охрид Ньюс, како што спомна 24 декември ја правите ревијата. да годишната ревија на настани. Тај веќе колку време? 6 години? Шеста година, 6 година. на која нели, ги сублимираме сите позначени случувања кои се случуваат во градот во помеѓу нели две реви во текот на годината. Да. Ги потенцираме успешните приказни кои се во градот, за среќа ги имаме и мислам сметам дека треба да се потенцираат. Значи Да. тоа е оптик за сите, Тоа е а да не повеќе може, за да. тие кои нешто прават во овој наш град. Веќе доста со негативност, дека ништо не чини, Да, да, да. ништо не е добро и така натаму, дајте имаме ние позитивни работи во градот, и како то за една доста. работа не кажавме и ова е добро, значи треба да се потенцираат и тие работи. Да се даде признание за Точно, да да. се стават малку во фокусот за И наместо да кукаме и зборуваме за се што не е добро и што не ни чини во градот, може малку обратно да ја смениме матрицава, да почнеме тоа што е добро и како и ние направиме нешто добро, секој да свата свет, Да, да. а да не ни е криво зашто е другиот направил нешто добро. Точно. За 4 дена малку покасно, 24 28, значи то 24 на 28 декември, зимската бајка, која е веќе Петто јубилејно, петто јубилејно, значи мал јубилеј. мал јубилеј, ама Мал. така супер бројка, петка. Да, значаен, да. Приказна која ми е исто многу драго што еве успеа веќе 5 години да го То баш на високо ниво. да го одржи нивото, да промени, да разбие таа монотонија малку во предновогодишните празници, да породи еден квалитет и тоа потпишан со на буквално Охридски, затоа што 90 на 100 од приказната која се креира, осмислува и нормално после тоа презентира е од Охриѓани, смислена и искреирана. Така ќе биде и оваа година. При крај, мислам, подготовките. Подготовките се во полнек. Овој пат ќе биде филмска зимска бајка, посветена на филмски класици, на филмска музика, со една филмска сцена и светлички ефекти кои специјално ќе бидат направени за таа природа, да го надополниме она што музичарите ќе го подготват за оваа прилика. Се разбира надополнето со креативен хумор на дечките од Народен театар Охрид, Никола Стрезо, проширен бенд со дувачки секции, со худачки секции и така натаму. Инволвиран ќе биде и градскиот хор, ќе биде на приказна на вистина филмска, богата. Да, богата, да. Кај роден ден ја добивме да навратам малку.
си еден од основачите на навијачката група Рибари. Да, тоа е интересна И приказна. мајцата мислам. Да. Ше... Со гордост ја носам, 30 години рибар и Охрид, зашто сум од Охрид, зашто сум рибар. И не треба да се срамиме да бегаме од тоа што сме. Сите наши успешни приказни градски треба да ги негуваме, па и ова се разбира навивачка. Нормално не сум сега истиот со таа енергија, нели се присутен по стадион, така натаму сега се некои нови генерации, нова трибина и се и така треба тоа да биде. Меѓутоа сите ние што сме биле дел од таа приказна, знаеме дека нешто што спортските клубови во градот им е неопходно и ги прави посилни, имаат една поддршка зад себе, а тоа не е мала работа, особено во овие времења кога тифо сцената во Македонија е таква каква што е. Почетоците на Рибари во 1989 година, на тие почетоци, предходеше највачкото движење Блу Охрид Арми Боа, 88 сезона, значи највачката приказна во градов е постара од 30 години. Меѓутоа Рибари како Рибари ребрендирањето во тоа име, семена е година 1989. Тоа беа едни романтични времења за спортот кога станува збор. Тогашната македонска лига во склоп на некогашната поранешна држава беше толку многу силни екипи и фудбал кој, нека не ми замерат денешните фудбалери, беше за класи подобар од ова што гледаме денес на нашите терени, на кои на сите заедно нема толку публика колку што Охрид имаше своевремено, не е надпревар најобичен. Охрид, Борец Велес, да кажем. Пол стадион беше секој надпревар. Од навивачи до обична публика која многу го разбираше спортот. И тогаш гледката на Рибари од трибината на која беше единствена, и се уште единствена на Билјанин извори, беа темелите од спортската сала Билјанин извори, удоцна и најголема желба на сите навивачи и љубители на спортот беше и да се напред салава, ќе експлодира спортов, ќе имаме спортисти, ќе ме децава кај да игре, така нели, така па клубови, така. Се направи салата, се отвори. Со многу И тешко. таму сме, кај што сме. Мислиш дека не е задоволително бидејќи активни се, мислам, Рибари, Да, ама не се не, Рибари се супер, окей, зборуваме за спортот. Значи, Да, тоа па затоа тоа во овој момент Рибари се најактивната навивачка група во Македонија. Да, Значи, особено во последните години. Најкреативната Да. и со тоа што го направија на 25 година годишнината, на 30 години сега, значи За поздрав од сите и респект. Апсолутно е на за респект, затоа што беше еден спектакл за кој ден денес се зборува се уште. После одбележувањето на 30-тиот роден ден на Рибари, јас им посакувам на дечките кои сега ја водат приказната, на Мартин, на Јаков, на Кире, на Химен, на Мартин Казанчиски, останатите, супер екипа се, да продолжат и се надевам дека ќе добијат поддршката која им е неопходна и од другите генерации, да, и дека ќе ја возат уште долго успешно приказната и дека нови генерации, нови генерации ќе дојдат, а дека спортот во градот ќе ни биде многу подобар и успешен од ова што е сега и дека ќе биде тоа поттик и за многу млади да се занимаваат со спорта, а за останатите да уживаат во спортски надпревари како играњаните да се вратат на како љубители на спортот, да. Бидејќи Охрид е спортски град бил, да, и не заслужува празни трибини, ниту на стадион, ниту во спортската сала, толку повеќе што РК Охрид е една успешна приказна, во која јас одблиску ја познав, бидејќи сум дел од управата на ракометниот клуб од самото основање на реоснованње на клубот дека изминатите 9-10 години. Приказна која расте од година, која добива поддршка сестрана, ја има од градските власти, ја има од одредени компании во градот и навистина е успешна со самиот факт дека и годинава ќе биде дилема дали ќе биде прв или втора, не е дали ќе се пласира во плейофот, а ќе игра во плейофот против Кен Вардар, актуелен европски шампион се уште против Металург, Еврофан, Работник и така натаму. Поттик дека во градот или потврда дека имаме и успешни приказни. Да. И дека тие треба да бидат пример, се разбира и за да се надеваме дека навиката на граѓаните во кои јас влегувам, бидејќи не сум секогаш на
да ги следиме, а сакаме пример да ги следиме, особено да кажеме кога е еден во Охрид можда ракометот е најактуелен поради ракометниот клуб и успехот на ракометниот клуб. Меѓутоа, како општо, како спорт и во Македонија и во светот е број еден фудбалот нормално. Апсолутно. Има премногу фудбалски фанови кои за жал некако од тоа што го гледаме по екрани, по малите екрани, не го доживуваме на Да. кај нас и ни фали тоа, а сакаме да почувствуваме тоа што се вика Адреналин, англичаните, да. адреналин, матч дей, сабота, недела, да се игра, да се има Фудбалот е спорт конкуренција. број 1, фудбалот е најорганизиран Да. спорт и бизнис број 1, но далеко ги надминува. Ти си голем фудбалски фан на Да, сум, поддржувач на да, голем фудбалски фан. Интер, Интер ми е број 1. број 1 клуб, Ливерпул го обожавам, значи тоа е една фантастична приказна. Со клоп сега да. Да, после 30 години валјда титула ќе земе. Сега ако не земам никогаш мислам ни за 30. Така некако. Ама сега се мислам наместени коцките да, за интересна приказна е сега. Интер некако исто се буди сега. Да, после години мислам го разбуди една структура која е сериозна. Конте. Да, влезе во целата оваа приказна, подписот на Конте како менаџер на Интер е очигледен, видлив. Мислам дека ќе биде интересно во крајот на сезоната, во која сепак сметам дека Интер не е број еден фаворит, се уште е број 2 фаворит за Тука е еден за титул. Да, окей, иако е во моментов прв, Да. сепак ќе биде исклучително интересно до крај. Во моментов е Јувентус страшно добро организиран и покриен на секоја позиција со по двајца тројца супер квалитетни играчи за разлика од Интер, да видиме реално. Ама ќе биде интересна Јас мислам до самиот крај дека ќе биде, јас сум ќе биде навивач интересна на Јувентус. Конечно ќе биде Нема интересна. конкуренција веќе. Не. Ево 9-та година конечно Интер нека. Не е добро, да, не е добро. Да, а и добро е да се имат конкуренција бидејќи во Европа ќе видат уште по Има прилика ова полусезона да го гледам мечот во живо Интер Јувентус дербито на Джузепе Меаца. Заслужена победа на Јувентус, ги честитам за тоа, ама не е се завршено, да, ние сме први се. Здраво сме. Момир, како сте немаме видено долго од навивање. Од Во навивање. утакмица. Да. Дали си спремен за некои 7-8 бити прашања? Секој пат. Охрид во лето или Охрид во зима? Во лето. Во лето? Зимето, зима. За име, да. Помфрит или пекарски компир? Петарски. Тоа е другарчиња брадарски. Хорор или комедија? Комедија. Оптимизам. Изи. Се малце посложено. Комити СК или чкембари БТ? Рибари Јоха. Три слаби девојки или една мрсна девојка? И сега по конституција, ако се гледате. Дека биде мрсна. Сакам еден на еден вака поќе. Милан или Јуве? Интер. Ми ги даваш грешни одговори. Реков Јуве ке речи. Два грешни на после. Или Зависи од моменталната ситуација. Али ослободувањето е подобро во секој случај. Мислам, Ослободи се. осмо? Сакаш? Осмо? Може. Дали си тоа? Интер или Јувентус. На крајот од сезона? Да, 6-40. за 6-40 за Јувентус. да. Фала ти многу на гостувањево. Тоа беше Горан Момир, во имам нешто да ти кажам. Се гледаме следниот петок. Поздрав.